Анатолий и Лидија од Скопско Волково имале мирен и хармоничен живот до 23 октомври оваа година. Не ни предпоставувале дека само неколку минути се доволни целата нивна работа и труд да се претвори во пепел. Од некогашната куќа, која со години неуморно ја граделе, денес нема ништо. Земјата каде некогаш постоела таа, само им ги враќа спомените и со солзи се сеќаваат како таму ги растеле децата. Среќа во целата несреќа е тоа што таа ноќ нивната ќерка, подготвувајќи испит за на факултет, не спиела до доцна и го видела чадот што се шири од нивната куќа. Не ни помислувала дека наскоро тој чад ќе биде предвесник на една трагедија. Веднаш ги разбудила родителите, тие го земале со себе неподвижниот 90 годишен дедо и следниот миг пред нивните очи се што се гледало е пепелта од нивниот дом. Додека се обидувале да се спасат, тие и се повредиле, посебно нивната ќерка која денес има проблеми со ногата. Но најповредена им е душата. Денес ова семејство е без покрив над главата. Моментално живеат под кирија и доаѓаат секој ден онаму каде што им бил домот. И ако жалат за сето она што им се случило неодамна, сепак имаат надеж во хуманоста на народот дека ќе успеат да направат барем нешто приближно како што било пред пожарот. И ова ќе помине, се вели во една стара персиска поговорка. Но до следната насмевка и сигурност, патот на ова семејство е трновит. Многу полесно може да го изодат доколку ние им подадеме рака сега и да им кажеме дека некогаш секое зло е за добро, само треба јуначки да се издржи. Денес се наоѓаме во Волково и ќе ве запознаеме со животната судбина на Лидија и на Стола Коцевски, на нивната ќерка Ема. Тие на 23 октомври останаа без покрив над главата. Среќа во целата несреќа е што се сите живи и здрави и среќа е што таа ноќ нивната ќерка учела и забележала дека нешто гори. До темел е изгорена нивната куќа и нивниот имот кој што го создавале сиот свој живот. Денес се со наведнати глави, со болка во гласовите и веројатно во душата, затоа што немаат ништо. Со наведнати глави, но сепак со прашањето што ќе биде утре. Затоа денес одлучивме да ги посетиме и да видиме што е можно да им се помогне. Добар ден. Оливера. Срце на дланка, дојде да ве посети и да ве праша. Имавте несреќа. Се случи на 23 октомври оваа година, 2024. Имавте куќа, имавте дом, имавте се. Имавте мирен и стабилен живот. Имав. Денес тука гледаме само израмнето, површина која што може би ве подсетува на тоа што беше некогаш. Ноќта во 1:30 часот ние со сопругот спиевме. Ќерката исполничено влезе во нашата соба, не разбуди. Во моментот немаше ни струја, таа со мобилниот. Излегувајте, гори нешто. Сопругот веднаш излезе. Веројатно тоа би беше сон. Така, веднаш излезе, се качи на скалата со цревото, се обиде да гаси. И само велеше излегувајте надвор, излегувајте надвор. Со ќерката само нешто наметнавме така, иземавме и за него. Имаме и 90 годишен дедо лабот со нас што живее, тој ни е свекор, татко на сопругот. Тој тешко се движи и за среќа на ќерката и текна да се јавиме кај комшиите, тие веднаш излегоа со црево, другите комши од другата страна, сите притрчаа. Дали на кров, некој се качуваше, гасеше, двајцата комши го земаа, дедото го изнесоа надвор да го спасат. Ние толку имавме 2-3 минути да се спасиме, да излеземе од огнот. Толку брзо се ширеше пожар? Многу брзо. Тргна од кај, сега немам што да ви покажам, од собата на ќерката се појави пожарот. Од горе, таа беше будна, за среќа се спремаше испити за факултетот, проекти си правеше. И по сета несреќа, среќа што ни ги спаси животите на сите. Толку се одвиваше, мислам, додека дојде пожарната за 15-20 минути, тоа веќе беше се изгорено. Тие само 2,5 часа се мачеа да изгасат, да санираат.
сите ни излегоа во пресрет, ете тука не сместија комшиите, ни ја отворија куќата како да сме во свој дом. Многу сме им благодарни за тоа. Се уште од сите страни доаѓаат луѓе, поддршка, отец Оливер од хуманитарната организација Свети Спас. Значи ни даде утеха, ни даде нада, ни даде сила да истраеме во оваа несреќа. Нека спомне и сопругот, колегите негови од работа, значи и дојдоа тука да помогнат за расчистување, за исто и извидничкиот одред, исто и роднини, пријатели, значи сите комшии овде несебично се ангажираат да ни помогнат. Секој колку што може и како може. Токму и ваш сосед, наш колега, кажа тука треба да се помогне. Навистина Така, луѓето значи, се скромни. од сите страни, значи навистина во светов постојат луѓе. Голема благодарност за сите. Столе. На 23 октомври беше навистина многу Пеколен. тешка ноќ. Пеколен ден. Среќа сте живи. Живи, здрави, благодарение на ќеркава. Ние колку можевме се потрудивме максимално да го гасиме првично огинот, меѓутоа не можеше. Бев качена скала, не може ништо да направам со црево од чешма. Ве фати паника тогаш? Паника. Доека не дојде појака топлина на кај мене, го гледав огинот како гори, како се крева високо према жиците нагоре, ама пак стоев на скала и ништо. Не може да се. Куќата не може да се спаси. Вие ја правевте? Па правена е 89, татко ми ја правеше, од ние се ја реновиравме 2017 нова. Све 7-8 години, да. Буквално се. Нови жици, нови кабли, нов кров, нов све беше реновирано. Нов изглед и дадовме на куќата. И ето изгоре се. Многу кратко, многу кратко. Сиот живот го оставивте во неа. Све што имавме пари вложено, отидоа така да нема. Тука ви се родија и двете деца, двете ќерки. Помалата Ние живеевме под кај мајка ми живеевме, бевме сместени во еднособно станче. Ова беше изградено поради близината на Викендичка, училиште, на такви работи. Ова го користевме така на летен период. Ама се преселивме тука, ни беше таму тесно. Тука ја омашевме по старата ќерка, сега веќе имаме и две внучиња. И по малата ќерка беше прво делиње кога дојдовме тука, кога се преселивме. Ама пред 7 години се изреновиравме, се средивме, значи нов за еден живот намештен пристоен, скромен, имавме се доволно. Беше да, со кредити пак не можеме да се зема кредити. Мирно место, тишина, тивка, убава околина, така. со дворче. Све изгоре. Се надеваме дека со еве прибираме и финансиски средства од страна и отворена девизна сметка, денарска сметка на Тутунска банка, прибираме средства, секој ден имаме прилив на средства во банката. Се очекуваме да пролет колку ќе собереме, толку да почнеме да изградиме. Имаме донации, веќе најава еве донации на блокови, материјали, прозори, врати, имаме донација. Ќе прибираме средства, па се надевам дека пролет колку имаме, како имаме, ќе почнеме да изградиме. Најмалку очекувавте сега на оваа возраст Ја да правите нова куќа? Имам 59 години, сопругата 57, значи најмалце. Не се назначите, оно не можеш да очекуваш дека еве мене не можеш да ми се случи некој, не, значи може на секого. Може на секого, без разлика дали колку и каде да си направил добрин или нешто. Не може да очекуваш дека не може тебе да ти се случи. Тоа јас сум жив сведок, еве ние сме дека на секој може се што да му се случи. Секунди беа во прашање. Вие сте благодарни што сте живи само. Точно. Децата ни се најголемо богатство. Другото е напред, со Господ напред. Ќе се надам дека ќе успееме. А што е главната причина за пожарот? Главната причина е барем она што ние немаме официјален извештај од полиција,
Наводно доводниот кабел од главните осигурачи што води према таванот до разводната кутија, тоа е причина за, така барем рече, вештакот. Нама немаме ништо официјално. Не знаеме точно. Се чека и полицискиот извештај. Вие не седите со скрстени рацеве само неколку денови после пожарот. Да. Шутот се исфрли, беше до темел срушена старата остатоците од куќата. Така, и сега, пошто све беше изнесено вдека, имавме стаклена волна и терволи, и прашина, нели, моравме тоа да го собереме, оти ако дувнеше ветер и нешто, околните куќи пак ќе си има проблем со ветер и затоа моравме да реагираме на тој начин шутот да се изнесе, да може и околината да се еколошка, пак да остане чиста, здрава, права. И куќата ја срушишме со помош на приватна фирма од Арачино. Дојдоа со булдожери, 2-3 камиони кои постојано вртеа. Го изнесоа и ја срушија куќата и шутот го изнесоа, така да тоа колку се потрудивме околината да остане чиста и да дувне ветер, да биде. Вие сте и извидник и внимавате на... Точно, член сум во Изничко-Пореченскиот одред Јадран од Скопје. Ете и да ги покажам дека и они дојден цел ден работеа како работна рака, изнесува од собите по куќината, све што беше запалено, го стававме на купче, така да помоши од нив. Доста луѓе. Што се вклучија во помош. Така, многу луѓе помагаат. Сите се подршка имаме, и морална, и финансиски имаме помош од народот, така да. Се враќа, мислам дека за нас човечноста се врати. Од сите страни човечноста се врати. Вербата ни ја врати дека во светот постојат добри луѓе. Така, дека ќе успееме пак да создадеме свој дом. Во моментов каде спиете? Моментално неколку вечери спиевме кај комшиите. Отец Оливер од Свети Спас од црквата, хуманитарната организација Свети Спас од Рачево, ни најде смештај, ни помогне, ни понуди смештај. Моментално сме во Нерези. Киријата ќе ја плаќа тој месечно, така да таму сме си сместени додека не ја изградиме куќа. Ема, ви се случи несреќа, Злато? Се случи, да. Што се случи на 23 октомври? Што правеше ти? Епа, јас правев еден проект од факултечно ни е даден и снема струја, снема телевизија, снема струја, снема све. И надвор имаше магла. Ја мислам дека магла. Кога свати дека не е магла? Што се случи? Сватив дека не е магла кога Виде чат? Да. Не видов чат. Имаше оција од оганот на горната страна. И тогаш станав, нели, и ги разбудив моите. Што им рече? Да станат дека не гори куќата фактички. И да излеземе надвор да пробаме нешто да направиме. Ма ето. Гасневте сите? Не, само татко ми. И комши што дојде од страна, сите дојдоа, сите пробаа да помогнат, ама... Ете, тоа се случи и... Што правеше? Тие мигови, кратко траеше. Да, многу кратко беше. Јас искрено не знам што да правам. Не знам дали да помагам тука или да се тргнам на страна, да не сметам. Ама сепак се тргнав на страна, пошто пак имаше луѓе што пробуваа да гаснат.
Да не сме тук многу. Мајката ми кажа дека лошо ти било и дека таа гледка никому не му... Да, јас многу се потресов, нели? И сето што го видов, сето што се деси мене, не ми се веруваш искрено. Сето беше како лош сон. Ама ете. Пред неколку години ти ја изреновираа собата. Да. Пред 6-7, така нешто. Тоа беше твое катче и Беше, јас само... Таму се правев. Си седев, си пишував, си учев. Си одмарав, нели? Сите тие терети од мозокот таму можев да си ги тргнам на страна. И се ми искор. еден дел од животот, Голем дел. голем дел, Искрено голем дел, да. стана пепел за миг. Многу кратко време, цело минато ми отиде. Ти се повреди таа ноќ? Имаш болки во колената? Да. Зашто падна нешто? Да, на излегување се лупнав многу јако во вратата. Да, и многу тешко ми беше одењето неколку дена, ама ете, сега е малку подобро. Веројатно барем се среќна што тој момент беше будна, што не се заспала, пак ќе беше многу потрагично. Да, јас не можам да замислам да не бев дома или да се легнев порано. Или па да не го видов оганот на време. Не знам тогаш. Се размислуваш што ќе беше да беше. Да. Може би е цела среќа во несреќа, тоа што си била будна таа ноќ. Да. Сигурно, да. Барем тоа сум можела да помогнам. Сега немате ништо? Сте под кирија? Веројатно што долго после ова ќе ја сонуваш старата куќа и твојата соба, твојата катче? Дефинитивно. Ако не можеш, мама ќе прекинем. Добро. Смири се. Смири се, тука сме ние за тебе. Смири се. Сакаш будички малку? Смири се. Ке не биде, ке се оправи, мајка. Јас навистина сочувствувам со вас за таа несреќа што ви се случила. Навистина ми е жал што морате сето ова да го Да го истераме. изживеете, преживеете, но исто така и верувам. Многу пати се докажала хуманоста на народот, на луѓето кои што не останале имуни во вакви ситуации и навистина помогнале. Верувам дека ќе бидеме со вас и ние, ќе дојдеме да ги снимаме сите тековни активности кои што ќе се одвиваат понатаму и дека за до пролет ќе никне здание кое што ќе биде нов почеток на вашиот живот. Се надеваме со помош од народот, ќе успееме барем нешто да кренеме да имаме кров на глава. Колку ќе можеме толку. И благодариме Благодариме сите на и за сите. моралната и за финансиска поддршка. Господ да ви благослови сите. Да, Сте вас. Благодарим. благодариме. Столи и Лидија од Скопско Волково имале мирен и хармоничен живот до 23 октомври оваа година. Не ни предпоставувале дека само неколку минути се доволни целата нивна работа и труд да се претвори во пепел. Од некогашната куќа, која со години неуморно ја граделе, денес нема ништо. Земјата каде некогаш постоела таа, само им ги враќа спомените и со солзи се сеќаваат како таму ги растеле децата.
Среќа во целата несреќа е тоа што таа ноќ нивната ќерка, подготвувајќи испит за на факултет, не спиела до доцна и го видела чадот што се шири од нивната куќа. Не ни помислувала дека наскоро тој чад ќе биде предвестник на една трагедија. Веднаш ги разбудила родителите, тие го земале со себе неподвижниот 90 годишен дедо и следниот миг пред нивните очи се што се гледало е пепелта од нивниот дом. Додека се обидувале да се спасат, тие и се повредиле, посебно нивната ќерка која денес има проблеми со ногата. Но најповредена им е душата. Денес ова семејство е без покрив над главата. Моментално живеат под кирија и доаѓаат секој ден онаму каде што им бил домот. И иако жалат за сето она што им се случило неодамна, сепак имаат надеж во хуманоста на народот дека ќе успеат да направат барем нешто приближно како што било пред пожарот. И ова ќе помине, се вели во една стара персиска поговорка. Но до следната насмевка и сигурност, патот на ова семејство е трновит. Многу полесно може да го изодат доколку ние им подадеме рака сега и да им кажеме дека некогаш секое зло е за добро, само треба јуначки да се издржи. Новото издание на емисијата Срце на дланка. И денес разговараме со луѓе кои што ја промовираат хуманоста, кои што прават добри дела и кои што работат за граѓаните. Токму во продолжение сакам тука од хотелот Лимак, од каде што се емитува и нашето студиско издание, да ве запознам со тековните работи, но и идните планови, но и сето она кое што се помага преку сториите на Срце на дланка токму во таа општина. Тоа е градоначалникот на општината Шуто Оризари, Курто Дудуш. Добре дојдовте во нашето студио. Добро најдов. И верувам дека ќе објасниме многу работи за кои што ете можеби граѓаните не знаат. Секако благодарам пред се на поканата и секако дека ќе разговараме и за Шуто Оризари и за граѓаните на Шуто Оризари. Така, вие велите и знаете да кажете градоначалникот и општината е сервис за граѓаните. Пред малку го кажав, нели? Да. Токму затоа емисијата ви е супер, ми се свиѓа и затоа и прифатив. Кога се работи за хуманост, јас сум еден од тие кои не само сега, откако се бавам со политика, него и многу порано, значи од фамилиарно, ако одиме од старите, ни остана тоа. И бев препознатлив во мојата општина по таа хуманост, и така и влегов во политичките води. Не сум професионален политичар. Хуманоста ве насочи натака. Да. Како помагавте? Што помагавте порано? Па за оние социјално ранливи категории на семејства што ги има во мојата општина, постојано помагавме со намирници, храна, дрва во зимските ладни денови, со облека, значи на секаков начин. И пари дававме кога имаше потреба за лекови. Значи секаков начин на помош правев и пред тоа и затоа бев препознатлив по тоа. И така и продолжи откако се кандидирав и победив на локални избори. И ете сега го правиме тоа постојано и тоа е одлика и предпоставувам секој добар човек треба да помогне на оние на кои им треба помош. Во моментов правите куќа на едно семејство кое што навистина е загрозено? Да. Докаде е работата, постапките? Значи, тоа е едно семејство кое е мајка со 4 деца. Само храна? Таткото на децата почина. Остана буквално сама жена, невработена, сака да работи, значи не е жена која знае да пружи рака, него жена која сака да работи и препознатлива е во нашата населба по тоа што секој што ќе ја викне, она оди со своите деца заедно да работи. И тоа ми остави таков еден впечаток и сега кога беа овие обилните врнежи, она поплавила буквално кровот и протечи и падна канализацијата и врати и отидов да видам што се случува. Кога го видов тоа, не беше добра слика. И си дадов за цел, викам, оваа жена заслужува помош. И го струшивме тоа комплет. А каде живеат моментално? Кај сестра нејзина живее привремено, додека ова се прави, ама при крај сме веќе. Значи, внатре е завршено комплет, оно еден купателото и го средувавме, куња треба да стигне, мебел треба. Значи, при крај сме. Клима ќе ставиме да се грее и
Ние веќе имаме еден прилог неодамна снимано кај една самохрана мајка која што е еднород родител, се вика Весна Димовска и која што исто имаше проблеми на 26 јуни и се поплави домот и живее тешко со 6-годишно момче, детенце, кој што е прво оделение. Може би ви е позната, бидејќи во рамки на вашата општина, Шуто Оризари, веднаш пред затворот во Шутка. Весна Димовска е еднород родител на 6-годишниот Атанаси, за кој се грижи самостојно таа, понекогаш со скромната минимална помош на нејзините родители. Веќе 5 пати поред, домот на Весна и Атанаси во населбата Шуто Оризари се поплавува низ годините. Секое поплавување е траума за малото момче, кое ни страв прашува: мамо, дали ова последен пат вака да ни влезе вода дома? Или, мамо, ки имаме ли и ние некогаш убав и сигурен дом? Иако е се уште многу мал, тој е многу исплашен и не е сигурен, исто како и Весна, како ќе ја поминат предстојната зима. Старите рекле, поубаво е од ново да се почне некоја работа, отколку старата да се закрпува. Може би и најубаво е кога би се пронашло ново место каде би се изградило дом за оваа мајка и син, или пак тие да добијат помош од нашите хумани сограѓани за реновирање на веќе распаднатата стара куќа, на која треба да се поправи буквално се. Животот честопати знае да донесе болни удари, но ние не смееме да се откажеме. Понекогаш доволно е да ја промениме перспективата и да побараме помош. Се надеваме дека Весна и нејзиното момче наскоро ќе добијат вашата помош и сите заедно ќе им исцртаме насмевка и задоволство на кои тие одамна им го заборавиле значењето. 5 пати сте поплавувани, не рекоа, и ви е потребна помош. Да. Да, беше, не знам кој крај да го фатам. 5 пати немаме мир. Сум мало дете сум, од два и просперираме. Од два и можам да кажам дека и успеваме да се прехраниме. Финансиски не сме многу јаки, може се да си средиме. Вие сте самохрана мајка? Да, еднород родител. Еднород родител, живеете и со мајка и со татко? Да, точно. Со нив, и со мојот син. Последен пат се поплавивте сега во јуни? Да, на 26. беше поплавата, 2 дена бевме под вода, со тоа што од 2 дојдоа од водовод и канализација за да ја одзад над канализацијата. Проблемот е до канализацијата, а не Божја работа, што ќе речат повеќето. Значи, гледаме колку работи денеска се дешаваат за да биде од Божја непогода. Носат све пред себе, жртви, а ние само до колена вода, така да тоа е проблемот водовод и канализација и од општината што не сакат да ни помогнат. Што се случи овој јуни? Веќе Атанаси е пораснат, има 6 години. Трауми има. Големи трауми. Сега почне да врни и одма вика: мамо, ќе се поплавиме, готово. И тешко е. Многу е тешко. Мало дете да расте во таква средина. Не ми е позната, еве прв пат слушам, најверојатно не била во општина да побара помош. Да била сигурно ќе отидевме и ќе помогнев. Да. Но еве апел, ако ја гледа емисијата, нека побара контакт, јас сум секогаш достапен и сигурно ќе помогне. Да, тоа е, чинам, во тој дел, во тој кварт, незината куќа е единствена со македонско семејство. И баш кога беа навистина големите дождови, се поплави долниот дел и таа спие горе без струја и без вода со синчето Атанаси. Малку нехумано, но верувам дека и по емитувањето во Срце на дланка ќе има поголем одзив и апел до сите оние кои што можат, сакаат во моментов и тече акцијата кај неа за реновирање. Па убаво би било и вас како градоначалник на таа општина да ве запознаеме. Сигурно и ние со тоа што ќе биде потребно, ќе бидеме тука. Убаво е што ми кажавте, искрено не знаев. Затоа што не дојде никој во општина да пријави таков случај. Одлично. Да. Драго ми е што ќе се работуваме и во иднина и дај Боже да има што е можно помалку вакви случаи, но секако постојат. Постојат за жал. Да. Сега е веќе зимски период. Период кога е малку постудено.
Сигурно имате многу барања во текот на денот за помагање. Искрено, денеска, еве, актуелно баш денеска, ми беше денот многу бурен од Сабајле. Значи, Шуто Оризари се соочува со повеќе предизвици во овој момент. Градот Скопје не функционира. Немаме комунална служба која собира смет. Немаме воопшто автобуси во општината веќе втора година. Значи, ниту еден. Немате Нема превоз? јавен превоз, автобуски превоз во општина Шуто Оризари нема. Па како одат на училиште на работа граѓаните? Кој како ќе се снајде, значи така одат и така се враќаат. Таму нели оди 19-ка линија? 19-ка и 20-ка, меѓутоа нема. Решение за нашиот проблем градот Скопје нема. Постојано сум во комуникација со нив. И да ви кажам, така почнува секоја Сабајле со проблеми. Жени, пред се жени ќе се јавуваат. И градоначалникот е крив. Зашто нема јавен превоз? Зашто нема комунална служба? Значи, буквално се што е поврзано со градот Скопје не функционира. Знаете, емисијата е од хуман карактер. Тоа спаѓа во хуманост, затоа и го кажувам сега во оваа емисија. Не е окей да се остави една цела населба без јавен превоз, не е окей да се остави една цела населба во депонии и смет. А како се справувате со отстранувањето на отпадокот? Помагаат приватни фирми, доаѓаат и го собираме заедно сметот и го носиме во дризла сами. Се со цел да не дојде до некоја епидемија. А уште поголем проблем е јавниот превоз. Јавниот превоз е катастрофа. Секоја Сабајле, тоа е нервози, почнува денот со карања, со незадоволство, што во право се граѓаните. Значи, Граѓаните можеби вас ви се лутат, но мене ми се лутат, а јас немам како да им го решам проблемот. Не е до мене, они тоа не го разбираат. И еве и така и денес почна. Зборев со повеќе институции во државата и на највисоко ниво. Ќе видиме што ќе се случи. барем во некои погранични села и слично, знам дека прават со комбиња, ги пренесуваат децата до училиште. Но вие имате основни и средни училиште во рамки на... Меѓутоа има и деца ученици што учат во градот. Да. Почнувајќи од деца што учат во градот, вработени, болни, стари, жени, значи има потреба. Градот ни е на 3-4-5 километри, има потреба од јавен превоз и тоа си функционирало до пред 2 години најнормално. Што се случи? Градот Скопје збори едно, овие превозниците зборат друго, пошто 95% од јавниот превоз во Шуто Оризари е приватен. Значи возат приватни превозници, не е ЈСП. И јас се прашувам зашто само во Шуто Оризари треба да има приватни превозници, а во сите други населби вози ЈСП. Меѓутоа, ни за тоа немаат одговор. Префрлаат топка едни кон други. Бил крив претходниот градоначалник, Советот треба да донесе одлука за да се менја тоа и никако да дојдеме до решение. А реално ни е огромен проблем. Верувам дека ќе се реши, мислам дека тоа е на поглобално ниво проблемот со сообраќајот и дека ќе нема проблеми општината барем нели во тој поглед. Јас вчера пред самото договарање ваше да присуствувате во нашата емисија, добив порак од една моја колешка и пријателка која што ме замоли и ме праша дали правиш емисии за луѓе кои што се на маргини на екзистенција, ромско дете, а голем интелектуалец. Може би сте го слушнала, тој снима и видеа, музичара, Синан Ракип се вика момчето, свири, компонира, полиглот, останал без работа од Факултетот за драмски уметности со систематизација, излегол од позицијата. Еве, вели, нема ни за храна во моментов, па се надевам дека може после вашето гостување да ви оставам број да помогнеме на ова момче кое што е интелектуалец, високо образован, а е во моментов на работна екзистенција. Што можам да направам е да го примам, да го слушнам, да видам што му е све потребно и се надевам дека ќе му излеземе во пресет ако е интелектуалец, ако ние бараме такви искрено и може и ќе го вработиме, не знам. Ете.
Ето, тоа би било Да. одлично. Да. Па ќе се видиме за следни прилики со некои убави, срекни приказни, завршени приказни. За жал, ситуацијата е таква во момент и навистина е трагедија во Шуторизари ова што ни се случува. Втора година веќе и не знам, се надевам дека ќе изнајдат решение и ќе го решиме проблемот. Мора да размислуваме позитивно. На што, освен тоа, работите во моментот во општината? Па имаме цело време работа. Знаете, проект Еден куп, општина Шуторизари, еве ве поканувам со вашата телевизија да дојдете, да не посетите и за време на пазарот и после кој ќе заврши пазарот. Значи друга слика, друга општина, непрепознатлива, значи нема веќе тоа што било порано препознатливо, нели, дупки по улиците, депониите, иако не доаѓа комунална, ние ги сервисираме, нема веќе смет. Значи, јас си дадов задача, викам, ако добијам уште еден мандат, има Шуторизари да го направам Дубај и кон тоа целам се, а не буквално Дубај, ама да биде убава населба, да се гордееме сите со неа. Ајде до новиот мандат да помогнеме на овие социјални групи од вашата општина, а ние потоа да го цело правиме време Дубај. помагаме. Знаете, најголем предизвик ни беше ковид кризата во 2020-2021. Тогаш само иницијативно отворив Народна кујња. Цела година делевме 500 оброци. Секој ден? Секој ден. По 1000-1500 леба делевме на семејства. Значи, тоа беше огромен зафат. Мислам, никој нема да се зафати толку многу големо нешто да направи, од аспект дека секој ден ни требаше од 500 до 1000 евра за намирници. И цела година за време на ковид донираа и наши роми од странство, донираа сите добри луѓе во државата. Еден голем дел самиот донирав и пријатели и другари и сите заедно. Се снајдовме, помина кризата и после тоа ја затворивме Народната кујна, но не застанавме тука да помагаме. Цело време делиме намирници на ранливи категории на луѓе. Цело време делиме гардероба за деца, еве ранчиња и школски прибор. Постојано сме во акција. Еве ова сега го заклучуваме со градење на така една мала куќичка за ова семејство и мислам дека ќе продолжиме, нема да застанеме тука, меѓутоа ова ќе биде као круна на се она што го направивме до сега. Зубаво да се заокружи 2024-та, плановите 2025-та? Да продолжиме да работиме позитивно како до сега, да бидеме сервис на граѓаните колку што може, толку колку што е во мојата надлежност и јас сум препознатлив во мојата општина. Ме знаат дека сум секогаш достапен, секогаш сум спремен да помогнам и така реков и уште на почетокот дека сум препознатлив. Така да од тој аспект немам забелешки кај граѓаните никакви. Така продолжете, веруваме во вашите добри дела и се разбира во помош и соработка и во сториите што ќе ги третираме. Во срце на дланка се надлежност на вашата општина. Ви благодарам. Хуманоста е секогаш одлика на големите луѓе. И денес имавме голема личност, голем човек кој што ќе се обиде да помогне на многу луѓе. Помагајте и вие, бидете хумани, затоа што нашето малко некому може да значи се. Столи Лидија од Скопско Волково имале мирен и хармоничен живот до 23 октомври оваа година. Не ни предпоставувале дека само неколку минути се доволни целата нивна работа и труд да се претвори во пепел. Од некогашната куќа, која со години неуморно ја граделе, денес нема ништо. Земјата каде некогаш постоела таа, само им ги враќа спомените и со солзи се сеќаваат како таму ги растеле децата. Среќа во целата несреќа е тоа што таа ноќ нивната ќерка, подготвувајќи испит за на факултет, не спиела до доцна и го видела чадот што се шири од нивната куќа. Не ни помислувала дека наскоро тој чад ќе биде предвестник на една трагедија. Веднаш ги разбудила родителите, тие го земале со себе неподвижниот 90 годишен дедо и следниот миг пред нивните очи се што се гледало е пепелта од нивниот дом.
Додека се обидувале да се спасат, тие и се повредиле, посебно нивната ќерка која денес има проблеми со ногата. Но најповредена им е душата. Денес ова семејство е без покрив над главата. Моментално живеат под кирија и доаѓаат секој ден онаму каде што им бил домот. И ако жалат за сето она што им се случило неодамна, сепак имаат надеж во хуманоста на народот дека ќе успеат да направат барем нешто приближно како што било пред пожарот. И ова ќе помине, се вели во една стара персиска поговорка. Но до следната насмевка и сигурност, патот на ова семејство е трновит. Многу полесно може да го изодат доколку ние им подадеме рака сега и да им кажеме дека некогаш секое зло е за добро, само треба јуначки да се издржи.